Носејќи ги на рамо прозорците, алуминиумската врата и сите потребни материјали за обновување на камената кула на Титоврв, група планинари од планинарското друштво Argentus Mount и љубители на планината ќе го вратат сјајот на некогашниот символ на планинарството. Значи, планинарската кула на Титоврв била до пред 10 години символ на планинарството во Македонија и таа се уште е символ. Заради тоа што била символ, таа била и во главното лого и печат на Планинарската федерација во Македонија. Меѓутоа, откако е настанато ова оштетување, веројатно поради срам и тргната таа слика и е ставена на некоја си планина. Ние се обидуваме пак да ја доведиме да биде планинарската кула символ на планинарството во Македонија. И не само символ, него откако ќе ја оспособиме таа да биде употреблива за секој човек кој ќе има сила, волја и желба да отиде до Титоврв, да може да престојува во неа, да ночева неколку дена, понатаму да престојуваат и различни други експедиции, како што и била научно-истражувачки, метеоролошки, воено-полициски и така натаму. Значи, за сите намени, затоа што кулата ќе биде со отворен клуч, односно без клуч. Вратата ќе биде постојано отворена, таа е затворена со рајбер, мисля, че не се вика, и да биде престојувалиште за секој добронамерен, кој сака да престои во неа. Акцијата трае веќе 2 години. Планинарите најпрво започнале со расчистување на кулата во незината внатрешност и околината, а понатамо продолжиле со пронаоѓање на донатор за различни градежни материјали кои ќе бидат потребни за реконструкцијата. До висина од 2600 метри материјалите ги транспортирал ратрак, а нагоре самите планинари продолжувале пеш. За неколку месеци успешно пронајдоме донатори за 22 прозори, врата метална, монтажно скеле, понатаму песок и други градежни материјали кои ги процениме дека ќе бидат потребни. И веќе во есента, односно есента 2014 и пролета 2015 година со ратрак од фирмата Ексимо од Загреб, кој во зимскиот период врши транспортни услуги на скијачи на Попова шапка, извршиме во 3 наврати успешно транспортирање, значи, на обезбедените градежни материјали и овие прозори, дел од прозорите уствари, до кота 2600 метра надморска висина, а потоа во 2015 година своерачно, значи планинарите од нашето планинарско друштво, од 2600 ги транспортираа сите тие однесени материјали до планинарската кула на Титоврв. Поради таквиот ангажман и нашите планинари веќе се наречени преку интернет порталите како шарпланински шерпаци. До сегашните активности биле до месец октомври. Комплетирани се сите прозори на кулата, монтирана е и алуминиумската врата. Обезбедени се околу 1000 литри вода, складирана во 3 буриња и 500 пластични шишиња. Вода потребна за идните градежни материјали за малтерот од цемент и песок, кој треба да се употреби за зидната реконструкција. Токму тоа е и следната градежна активност. Значи, наредниот период сега ни преостанува со доколку успееме песокот да го транспортираме, тој не е најголемиот проблем, да се направи реконструкција на зидните оштетувања. Се работи за зид од околу 50 до 70 сантиметри камен зид, меѓутоа од сутекот на времето дошло до надворешната страна до разорување и на неколку негде десетина места. Веќе се распаднати дел од тој зид, не целосно. И затоа сакаме сега тие делови да ги реновираме или реконструираме со цел комплет да се заштити кулата. На тамошните фази се на двете внатрешни платформи да се постави под, водоотпорен под некој вид, и затоа веќе имаме обезбедено овие бетонски или оплати за бетонирање кои се проценети како најотпорни за такви временски услови. И со тоа ќе се заврши комплет реконструкцијата и внатрешна и надворешна, меѓутоа ќе има уште период за тоа. Најмалку уште 2 години.
Планинарите зборуваат дека иако станува збор за нималку лесна работа, тие го реализираат овој проект со голема посветеност. Бараат некој кој ќе им помогне да се изнајде начин за транспортирање на песокот до кулата. Тоа е стварно нешто специфично, ама кога имаш волја, нема никаква проблем. Од срце се работаше. Висината е 5 метра негде, 10, да, имаме скеле, све обезбедаме горе, само треба да се најде мајстор, ја имам нешто договор со мајсторите, само треба да се однесе песокот, тоа е најтешката работа, пошто е многу тешко тоа за носење, па со ратрак се взимава, да видиме нешто, да се договори, тоа ќе обезбедиме тоа, све другото. Донациите ни се добродојдени од фирмите што се од Тетово, имаме тоа наша жиросметка, ќе пуштиме тоа за кој е доброволен, кој мисли дека потребно, нека пушти средства, ние ќе си располагаме како по потреба, спрема потребите на кулата. Со овие активности, планинарската кула на Титоврв ќе биде комплетно затворена и заштитена од надворешни влијанија. Ќе стане пријатно место за престој и заклон од лоши временски услови пред севозимскиот период.